овие камери кои што можат да бидат придржани на главата на полицајците, односно на сообраќајната полиција, можат дури да ги наместат на своите јаки од кошулата, од униформата, ќе служат токму за превенирање и контрола на полициските службеници. Како што кажа и министерот Чавков, како што каже и американскиот амбасадор Бели, ова е се со цел за поголема одговорност на полициските службеници, односно оние кои што го контролираат сообраќајот и кои што сопираат при прекршоци и брзо возење, за да не дојде до нивна корумпираност. А исто така ова било и после напливот на поплаки од страна на граѓаните до внатрешната контрола дека полициски службеници вршат злоупотреба, односно примаат мито. До сега се пристигнати околу 17 апарати. Донацијата од американската амбасада е околу $65,000 и ќе ги носат на своите глави, како што презентира со метален држач, камерата е од нивната десна страна, ќе ги носат сообраќајната единица за безбедност во сообраќајот, онаа која што е сместена во Петровец веќе следната недела, и тие на терен ќе бидат обучувани од нивните колеги од Америка. На тој начин што кога полицајецот, сообраќајецот ќе пристапи кон возилото кое што ќе го сопре, дали поради сообраќајен прекршок, дали поради ова го вклучува и зголемена брзина на патот, тогаш мора да ја уклучи и камерата да снима. Самиот полицаец не може да го избрише материјалот што снима, а имаше и прашања што доколку полицаецот одлучи да не ја вклучи камерата кога ќе запира некој возач кој што направил сообраќајен прекршок. Ни одговорија овде од сообраќајците дека 30 секунди пред да се вклучи камерата веќе настанот почнува да се документира. Тоа ќе стои 45 дена во МВР како материјал, како доказен материјал. Граѓанинот има право да се пожали доколку бил злоупотребен од страна на полицискиот службеник и овие материјали ќе бидат искористени како доказен материјал. Министерот Чавков рече дека со самите измени на законот за полиција ќе следи и до прецизирање на тој начин што и граѓанинот ќе има можност да ги прегледа овие материјали.